Помина една недела од одржувањето на јавната расправа во која струмичани имаа можност да ги дадат своите предлози и сугестии за предложените урбанистички решенија. Денес во просториите на домот на Арама се одржа и стручната расправа за нацрт генералниот урбанистички план, каде пред стручни лица беа презентирани и дискутирани предлозите за урбанистичките решенија, кои треба да бидат разгледани од страна на стручната комисија, а отпосле треба да бидат доставени и до Министерството за транспорт и врски, од каде треба да се добие согласност или повторно да се вратат назад со цел да бидат направени корекции. Постапката за генералниот урбанистички план е започната од минатата година, 2022 година, со односење на програма за урбанистички планови од страна на Советот на општина Струмица. Со тоа е започната целата постапка, поднесена е планска програма која што е усвоена од страна на стручна комисија по предлог на стручна комисија од страна на градоначалникот на општината, по прибавени податоци и информации од страна на сите релевантни институции, мислам на музеи, на МЕПСО, на ИВН, на комуналец, на образование, на здравство и така натаму. Планерот премина кон изработување на работна верзија на нацрт генералниот урбанистички план, кој што исто така беше повторно вратен на мислење на истите тие институции, по добивањето на позитивните мислења од сите институции. Нацрт планот беше доставен и под позитивната стручна ревизија од страна на стручната комисија. Нацрт генералниот урбанистички план беше доставен до Советот на општина Струмица. По усвојувањето на одлуката, носење на одлука за усвојување на нацрт планот за ГУП, преминавме кон организирање на јавна и стручна расправа со презентација. Досега поднесени се повеќе од 200 анкетни листови, во кои граѓаните ги дале своите забелешки и сугестии во однос на урбанистичките решенија, а рокот за пополнување ќе трае уште 15 дена. Нацрт генералниот урбанистички план се однесува за следните 10 години.